на грејната сезона се поголем е бројот на дрвократци кои ги соголуваат македонските шуми. Се сече секако вид на стебла. Деновиве добро организирана група дрвократци од ромска популација направиле вистински хаос во приватниот багремарник на Тасо Бошков од село Сопот. Украле повеќе од 15 метри кубни дрва, со неколку коњи и запрежни возила. Ги пренесувале украдените дрва, кои најверојатно ги препродавале. Абе на лице беше што се работи, они биле пред 2 дена, брале туа 4 коли ми кажаат, 12 души биле. Поз 2 дена па се враќат, дето моја иде со инспекторите од Министерството и навоѓа во нијота дека берат собички дрва. И коњите врзани во појас. Се е војна шумска полиција, се е војна другата полиција и шумска полиција иде кај нас и идеме овдеја, двојца шумска полиција беа и дојдеме овдеја. И ние немаше што да се мешаме со оние, шумската полиција почна со оние да се меша, што е работа, што дрва крадат. Меѓутоа, они не сакаат да разговарат, зеа стапови и се пуштија шумската полиција да тепат. Меѓутоа, во тоа време и ние му помогнам на шумската полиција, кога видоа дека тројца они беа, ние четворица, и прснаа, коњите оставија, кои оставија коњите, избегаа околу 150-200 метра, мобилно зеа да разговарат на мобилно да дое појачање. А 3 коли со 10 души поминале пак, сакале да идат на истиот појас, ама кога вишле дека инспекторите шетат, поминале надлу по патишто. И кога зеа на мобилно да се јавуваат, викам, дајте вие ќе се вратат, ќе нападнат сите нас. И тогаш којните шумската полиција и прибра, и однесимо селото и отераме во селото, посто дојди комбето, полицијата, и којните отераа шумството, таму и оставија. Така, според слободна проценка, колкава е штетата што е направена на вашиот насад? Штета е голема, меѓутоа има дрва доста уништени, што не салам сечени се високо на 80 метро и само 2 метра од коренот ваделе, другото го оставале. Меѓутоа, по моја проценка, сигурно околу 15 кубика дрва има товарено они, плюс воа што е останато одзаден, што е сеченто, што не може да користам више тоа. Значи ли ова дека овој насад повеќе не е сигурен да остане вака? Јас со овој насад мислеше ова година да постоја, да понејакнот и млате. Меѓутоа, че мора да го сечам сет, привдечи не можам да се културам од ромската националност, нагло идат и за да дојдам да чувам, може и да му убијат мене овде, или шумската полиција, кога не може, јас ништо можам да направам и мислам ова година да го сечам. Он не е за сечење, ама јас морам да го сечам. Од кога постои овој насад? Овој насад постоje, тогаш ниве биле наши, се правело ветробрани. Тоа било 50 до 53 се садело, за ветробрани да го спречуват ветерот. И документите појаснени и заведени на наше име, поради површината била наша и меѓутоа ние си имаме документ, последовен лист се за ние си имаме. И шумската полиција не моќна да стави крај на ваквите безредија. Се уништува шумскиот фонд во земјава и покрај најавените ригорозни казни, сепак дрвократците си ја продолжуваат својата работа на црно. Според процените од Министерството за земјоделство, од дивата сеча на шумите за огребно дрво, државата губи околу 10 милиони евра годишно, а еколошката штета е непроценлива.